Добре дојдовте во процес. Емисијата овој пат ја реализираме надвор од студиото на Нова, а со мене се моите соговорнички Бранкица Димитровска од Хендикеп Плюс од Крива Паланка и Елена Кочевска од Полио Плюс. Сега ние сме добре дојдени кај вас, така. Така, благодарам што ни дојдовте и што не посетивте во просториите на Полио Плюс и чест ние да излеземе во пресек, нели да се реализира ова емисија, но и да се покрени ова прашање, кое што за жал се уште е така подзаборавено од агендите. Така, сега сме ние всушност ваши гости, меѓутоа вистинската причина зашто дојдовме тука е затоа што редакцијата каде што се наоѓа Нова, се наоѓа на третиот кат од една стара зграда во центарот на Скопје каде што нема лифт. И ова повторно го отвара прашањето кое што за вас е и како важно, тоа е пристапноста. Како е кога не можете да влезете во банка, во министерство, во ноќен клуб? Па, Македонија како држава, нашава татковина, ако гледаме законски, ги има донесено сите неопходни законски регулативи, дури подзаконски акти. Меѓутоа, за жал, се уште пристапноста, достапноста останува голем прашалник. Кој ќе го спроведува и како ќе го спроведува останува на одговорноста на регулаторните тела. И за жал, скоро се уште во нашето секојдневие се соочуваме со првата бариера – пристапност. Во секојдневието гледаме различни рампи, меѓутоа ние викаме секоја косина не е рампа, си има стандарди, си има правила, треба бидат запазени принципите од универзален дизајн и секако, кој што велам за жал, регулаторните тела на национално ниво, но и на локално ниво се уште не ги спроведуваат и како ќе се движиме понатаму, сепак ќе зависи од тоа дали сме спремни воопшто да научиме лекцијата за пристапност. А има ли некакви контроли? Врши ли некој воопшто контроли на некоја банка, дали има пристапен терен или нема? Тоа е одговорност на градежниот државен инспекторат и на локално ниво, на локалните самоуправи. Значи, тие имаат обврска пред да се пушти во објект, во промет било кој објект, потребно е да во техничкиот извештај да бидат задоволени и овие стандарди. Меѓутоа, секојдневно ние гледаме дека истите не се запазени и покрај тоа што сите граѓани со хендикеп алармираме дека имаме проблем, сериозен проблем. Проблемот е во несваќањето дека за ова прашање не се преговара, дека мора да биде спроведено. И тука не станува зборот само за рампата, тука треба да се обезбедат и пристапни информации, комуникации, различни услуги кои што ќе ги нудат во идни на економските субјекти. Значи, се мора да биде пристапно и достапно. И најчесто е валјда се уште нашиот, ја викам, менталитет на тоа како ги гледаме нештата. И често јас зборувам, не ја правите рампата за мене, направете си ја за себе. Вас ке ви треба, вас ке ви го олесни животот. Ако е попристапна информацијата, повторно не ја правите за мене, ја правите за себе. Ако е попристапен производот, повторно не е само за мене, тоа е и за вас, затоа што вие попристапно ќе можете да додите до него, да го користите. Но тоа ги загрозува и човековите права. Јас можам да влезам секаде, вие не можете. Токму така. Точно, нели, секогаш велиме дека сите сме еднакви и кога се плаќа данок. Така. Но од друга страна пак наидуваме на оние што рече Елена бариери. Инаку потекнувам од општина, од Крива Паланка, кај што, ајде да речем, од како се формираше Хендикеп Плюс дружението, некако работите се мрдна од мртва точка, ги спуштија оние тротоари по високите тротоари што беа по градов. Општината некако се адаптираше, пристапно сега која веќе праша по дискотеките, по рестораните, значи веќе почна да се внимава и на тој дел. Мислам дека дали самото здружение тоа си го направи претходно, значи кога Добро, сигурно има влијание и добро е што постојат што повеќе невладини организации и што повеќе здруженија од ваков тип. Сепак мислам дека и индивидуално зависи индивидуата како го прифаќа хендикепот. Например, јас имам многу пријатели со граѓани, лица што се уколичка или ќе се срамат да излезат и не излегуваат јас не од дома. патев од таков комплекс и постојано бев надвор меѓу своите сограѓани пријатели, така да
луѓето се навикна на мене, ме прифатија, дури и ако некаде има пречка, наидувам на помош од било кој. Така да, може би, тоа е Да, но институциите да. треба да ги имаат вратите отворени во секој случај. Велам, значи, согласно законот и пошто и во 2004 година заедно со интерпартиската парламентарна група, значи се смени и се донесе законот за градба каде што се даде обврска дека сите јавни и приватни објекти мора да бидат во целост пристапни и достапни за граѓаните со хендикеп. 2011 се оформи и се допрецизира каде што се стави обврска дури да се поставуваат тактилни патеки за граѓаните со оштетен вид, меѓутоа се уште тоа не заживува. Од една страна инертноста можеби на институциите, но од друга страна исто така и многу голем чинител елемент кој што влие јавната свесика и лицата со хендикеп. Наследството на дискриминација и, како викам јас, менталниот статус на инвалидност, кој што ние по некоја инерција е наметнат на лицата со хендикеп, често јас нема да го направам, тоа ќе го направи мојот родител или мојот другар или мојот... Значи, и се пренесува и се пренесува од генерација на генерација и најчесто ние не ги бркаме работите. И од другата страна е можеби релевантен одговорот на институциите кога ќе речат, па не доаѓаат лицата со хендикеп. И затоа и како организации кои што го запазуваме и се залагаме за пристапот за човекови права, им сугерираме на лицата со хендикеп дека тие сами ќе мора да си ги бркаат работите. Без разлика колкав степен е нивниот хендикеп, колкава е нивната неможност. Меѓутоа мора сами да одат за да инертноста од другата страна, односно институциите, било тоа да се јавни и приватни, да сватат дека ние сме исто потрошувачи, ние сме исто корисници и да сватат дека пристапноста е човеково право и потребно за секого. Само да додам нова што рече Елена, треба сами да си ги бркаме работите, сами да се заангажираме. 94-та кога излегов од болница и сега прв пат нели во Крива Паланка и гледам тоа високи на тротоари и сега викам не праќам луѓе, знаеш, тука е градоначалникот за да мора ургенција. Да се спуштат тротоари. Ви тогашниот градоначалник вика па ја не гледам тука лица со хендикеп. Викам а како може? Невидливи. Значи ме бев принудена да ангажирам луѓе, значи тогаш и домашниот дома не ми беше адаптирано, да ангажирам луѓе за да отидам до кај него, да види дека постои у градов лице со количка кое што сака нормално да живее како и сите други, за да отпосле да се издесува, за да се спуштат тротоарите колку толку во блажена форма за да можеме некако сами. Невидливоста и дискриминацијата наследена од генерација на генерација се пренесува и таа се уште е многу застапена и затоа денеска го имаме тој и се уште викаме медицинско-дефектолошки пристап кон лицата со хендикеп. И повеќе на милосрдие што ние не го сакаме. Сигурно ние си сакаме. Човековите права се загрозени институционално. Деновиве слушнавме шокантни информации кои што всушност и сите ги знаевме за заводот за демиркапија, дека таму со години нема лекар, нема стручен кадар, доволно дефектолози, но затоа пак имаат огромен број администрација. Дали вие сте реагирале некогаш и каков е вашиот став односно ова прашање? Во 2008 година Македонија потпише стратегијата за деинституционализација, со која што во основа излегува околу 65 до денеска се лица корисници од заводот. Тој процес би требало да продолжи, меѓутоа да продолжи во процес на деинституционализација, но за да може да продолжи, пак се потребна е инфраструктура која што ќе подразбира сервиси за поддршка. Согласно конвенцијата, таквите заводи и во светот имаат тенденција на затварање. Меѓутоа, процесот на затварање е многу бавен и многу потежок, затоа што сите земји немаат таа потребна инфраструктура. Таков вид соодветен кадар кој што ќе даде поддршка на тие лица и секако да се обезбедат правото на домување на тие луѓе. Така треба да биде. И така би требало да биде. Меѓутоа, за жал, се уште се соочуваме со, да кажам, неправда кон нашите сограѓани со хендикеп сместени во институциите, вклучително и во заводот, специјалниот завод Демиркапија, меѓутоа ќе треба во иднина се преземат сериозни чекори.
пошто специјалните институции кои што се создаваат као за намена за лицата со хендикеп не треба да представуваат сегрегација. Во основа треба да бидат некаков начин во моментов на преминување од институција во нормален и независен живот, нешто што преку конвенцијата која што ја ратификувавме како држава и се обврзавме. Меѓутоа за тоа треба многу работа, многу едукација и креирање на сосема нови профили. Ние, за жал, во Македонија се уште сме заглавени, велам, во медицинско-дефектолошки пристап, кој што за жал се е отелотворен баш во Заводот Демир Капија. И не е случај, само овој случај, имало милион случаи редица наназад. Од самото осамостојување на Македонија, ние имаме проблем со тој процес. Како, што, кому, каде, колку и така натаму. Нешто што е занемарено од сите. Кога веќе спомна Елена меѓународната конвенција која подпишавме 5 декември 2011, така, тогашниот министер, ја ратификувавме со тогашниот министер Спире Ристевски, да бидеме реални дека од тогаш работиве некако тргна, ајде да речем, од мртва точка. Свесни сме дека нели не може се идеално да направиме преку ноќ. Се движиме, чекор по чекор, има некои промени, ете и ова што беа нели околу вработувањата што го имавме конкурсот. Сега не можат сите задоволни да бидат, но ете се направија некои дел ќе ве прашам, значи во делот на вработувањата, дали тоа е сигурно многу горлив проблем, верувам. Дали новите мерки на владата ја подобрија состојбата со вработувањата, влегоа доста странски компании во државата, дали тие прифаќаат да примат луѓе со хендикеп? Јас не сум сретнала да има ограничување, например, дали е некој, претежно е кога некојаш на страната на Агенција за вработување наидувам и на огласи кај што вика барам лице со хендикеп или некој од маркетиве кај што се за на каса. Значи, што знам, не сум сега за приватниве нашиве. Јас сретнав една објава на социјалните мрежи, еден човек кај што вика ми стигна обука да одам на обука во Украина. А јас ги прашувам како да одам, бидејќи сум лице со хендикеп, во моментот имам опериран колк, па се мислам дали да тргнам со придружба, со количка, на каков начин да одам на обука во Украина, дали агенцијата води грижа за овие лица, кога на ваков начин им праќа, а потоа ќе го избришат од списокот за вработување, бидејќи не отишол на таа обука во Украина. Не менче, прашањето ми беше со странските компании прво. Никој не им забранува да... Дали тие сака? Па сега, ја мислам дека тоа нели, ајде тоа се уствари приватни компании, така? Да. И сега мислам дека никој нема да им забрани или дали сака, има ли лица вработени со Елена? Дрекселмајер имат, веќе имам информации дека во Дрекселмајер има лица со хендикеп, ова од Велес што ги имам информациите. Крива Паланка има, значи дечкове со ампутирана нога преку овие што се компании што влегоа во Крива Паланка. Имаше побарување и мене ме праша, но она му кај што бара лице со хендикеп, јас не можев таму, значи имаше многу скали. Побара, но не беше адаптирано. Кога станува збор за вработувањето на лицата со хендикеп, први мора да разграничиме дека во Македонија има два пазари. Еден е приватниот пазар, каде што сите граѓани се пријавуваат и влегуваат во пазарот на трудот, и другиот викаме втор пазар, пазарот на лицата со хендикеп, кој што е ограничен околу заштитните фирми. Не е спорно дека адхок може да најдете лица со хендикеп кои што се вработени во приватните фирми. И јас пред Полиоплус сум била вработена во приватна фирма која што не ме третирала нит како лице со хендикеп, нит барала бенефиции од државата за да ме вработи. Аплицираш како и секој еден друг граѓанин. Меѓутоа проблемот во Македонија околу вработувањето е тој посебен пазар. Заштитниот. Значи, вработување на лицата со хендикеп во заштитни друштва. Нешто што во основа е сосема спротивно и спротивно на конвенцијата, пак ќе се навратам, пошто таа е као некоја библија и начела.
2012 година беше покрената иницијатива од Полио Плюс, другите организации на лица со хендикеп, наидовме на разбирање на владата и беше изработуван закон за вработување на лицата со хендикеп, меѓутоа по квотен систем. Да. И имаше расположение, тој се најде пред влада, меѓутоа пред нашите информации, значи неофицијални се дека бизнес заедницата од странските пред се и заштитните, веќе постоечките заштитни фирми, дале голем отпор за таков еден закон, кој што пак ќе ги обврзува сите средни големи фирми да вработуваат од 3 до 4 лица со хендикеп, согласно, нели, и каде што повторно беа задржани сите бенефиции кои што ги има и во постоечкиот закон за вработување на инвалидни лица. Меѓутоа, луѓето имаат старт отпор да ги вклучат, односно да не вклучат во отворениот пазар на труд. Проблемот кога станува збор за вработување, најчесто луѓето ги гледаат работите во една насока. Меѓутоа, проблемите на лицата со хендикеп е системски проблем, станува системски проблем. Ние не може да зборуваме за квалитетно вработување, ако не зборуваме за квалитетно образование. Значи, ние може да речиме да, Елена, која што завршила редовно образование, е лице со хендикеп, се вработува во било која фирма. И тој со тоа мое знаење би ме вработил, нели? Меѓутоа, Елена, ако завршила во специјалното основно училиште, кое што нема такви квалификации, кој излезам на отворениот пазар на труд, немам што да понудам. И ради таа комоција, заштитните фирми ги прибираат лицата со хендикеп, а државата повторно финансира, односно дава пари за вработување, односно ги стимулира фирмите да ги вработуваат лицата со хендикеп. Затоа и нашата заеднички предлог беше да излеземе од тој магичен круг, односно да дадеме професионална рехабилитација на веќе постоечките лица со хендикеп, а новите кои што ќе идат да бидат вклучени во редовниот образовен процес, со надградена професионална рехабилитација, да можат граѓаните со хендикеп да се вклучат во отворениот пазар на труд, а повторно државата како регулатор, кој што и е регулатор во пазарот, да може да ги контролира тие бенефиции кои што да не бидат злоупотребени. Како викаме ние, да не биде вработувањето по глава. Имаше изминатиот период, слушавме и за злоупотреби во тие заштитни фирми, годините наназад. Какви се вашите сознанија по однос на сега новите компании, Бранкица, знае дека некаде имало вработување? Има ли таму отпори за вработување? Кај приватните фирми За странските компании, според. Значи, ја немам информација дали се кои и решиле да вработат, нема, како кажам, и да вработиле е многу мал бројот ако го вработиле. И ако вработиле, тоа е прашање, повторно велам. Треба да адаптираат и услови, треба да најдат. Секако разумното прилагодување си оди во пакет, кога да, но тука ако може фирмите само добиваат бенефиции, добиваат точно. Државата обезбедува без исклучок. Да, но и тука да е приватна, доаѓаме само Елена да докажам. Самите лица со хендикеп и да ги прашат за вработување не сакаат, затоа што државата веќе кога почна со овие додатоци за мобилност од 7.000, туѓа нега од 4.000, некои као корисници на социјална помош им доаѓа некаде месечни примања од 15 до 16.000 што владата ги дава на име на инвалидитет, што лицево сега си вели, па зошто да идам да работам кога можам дома да седам и си зимам 16.000 денари. Мене тоа лично, јас лично не го одобрувам, претежно параплеги или не го одобрувам 100% има. Значи би сакала на пример лично од владава или од министерство од тие додатоци за мобилност или некако да ги регулира, да го активира кога веќе е мобилност, се збори за мобилен член, активен член со граѓанин, нели, за да го некако активира, дали ќе посетува дневно здружение, дали ќе да речеме да поминува тротоар, нека поминува и тротоар, али да ги видиме активни, да ги видиме луѓе во надвор, да ги извадиме. Како ќе покажеме дека нас не има, ако дома сме затворени? Тука е проблемот, што самите лица и колку и фирмите да посакуваат, значи, ако моја плата му дава, например, странска компанија 20-22.000, пример, ово вика, бе сега за 3-4.000, сега да се малтретирам секој ден, додека јас
би сакала да идам секој ден на работа, и тоа редовно, и нека не е скратено работно време, само за да бидам присутна. Добро, некој Таму може би што здравствено треба. не можат сега, има Не. различни... Има различни има, состои. Меѓутоа пак не се можеме враќаме да генерализираме, да? Да, пак се враќаме на тој систем. Значи, ова прашање случај може да се реши или да се ова држава може да ни овозможи целосна интеграција и целосно вклучување само ако пристапи системски. Држи и тоа што го спомна Бранкица, дека државата дава во основа. Ако ги соберите сите работи, државата дава. Меѓутоа не се во систем и најчесто и одредени мерки колку и да звучат дека се убави, на крајот на денот не носат резултат од овие мерки. Значи, ако вие го храните одредено лице со 12 до 15.000 денари месечно, тој ќе речи, тоа лице ќе речи во ред, зошто ја би работел, пошто ја немам квалификација за било каде, и ако ме вработат во заштитните, колку би можел јас да земам? 12, 15, пак треба да излегува, пак треба. И третиот момент е економската сиромаштија, каде што за жал се уште сите овие бенефиции кои што ги обезбедува државата завршуваат во домашниот буџет, не за поддршка на лицето. А што е со поддршката за самовработување, тие неповратни средства? Доволно ли е тоа за да може некој да отвори собствен бизнес? Може ли да се обстане со... Ја немам амбиции за ситен бизнес, ја Добро, повеќе генерално се зборувам. Па мерката, ако ја гледате од страна, ќе ви речи човек, добро е, се даваат пари да отворат лицата со хендикеп одреден бизнес. И таа не е мерка од сега, таа мерка постоеше и порано, меѓутоа сега е поактуализирана и е поактуализирана од страна на владата. И може да отворите бизнес, меѓутоа бизнисот си бара работа. Прашање е колку тоа, дали тој бизнес ќе остане на среден или долг рок. Дали тоа лице ќе може да го води тој бизнес, имајќи ги во предвид па сега новите економски избиднувања, каде што вие имате окрупнување на капиталот, немате не се отвараат веќе нови продавничиња, него имате големи комплекси на трговски центри кои што даваат и нудат различни услуги. Колку тоа лице или тој што се решил да го отвори тој дујчан или да го отвори тој бизнес, ќе биде конкурентен на пазарот, пошто пазарот е немилосрден. Често им кажувам и на нашите членови, нема таму со хендикеп или не, или те бидува или не те бидува. Таму владеат други правила. И не те гледа дали си гледал, дали не си слушал, дали си можел да трчаш. Имаш ли способност да се надпреваруваш во отворениот пазар на труд. Добра е стимулацијата, можеби, меѓутоа лицата кои што отвараат и кои што еви доаѓаат и во Полио Плюс и сакаат некакви консултации, им кажувам, дали ти тоа ќе го работиш после 5 години? Ако немате одговор дали тоа ќе го трчате за 5 години, а почнувате бизнис, тогаш Добро, разлика морам сега да ве може да прашам, ете, актуелна беше ситуацијата со изборите, има па нема и така политиката. Што мислите, колку се луѓето со хендикеп вклучени во политиката, односно колку треба да бидат вклучени? Јас не знам дали имате политички амбиции, знам дека Бранкица е политички веќе определена, не знам за Елена. Дали ги треба да ги има меѓу пратениците во собранието, во комисии, во одбори, каде што се одлучува за важни прашања, каде што се одлучува и за прашања од оваа проблематика? Кога веќе ме прозва прва дека сум политички определена, точно, јас сум член и активист на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е како демохристијанска партија, таму се пронајдов себе си, при тоа што дава можности за секого, независно нели од националност, хендикеп, религија или така. Затоа и има тие симпатија од мене. И со ова, откако веќе нели дојде до промена на власта, оние први чекори што се направија спрема лицата со хендикеп, оние позитивни мерки што ги збориме околу вработувањата, конкурсот исто така што беше, така да од тој аспект им давам поддршка. Сега дали политички ќе се активираме, јас само ќе кажам, би го цитирала преска една книшка, брошура читав, Звонко Шавревски, нашиот председател, што имаше напишано, го цитирал Теренс Харви, вели вака: Македонија е премногу мала за да се откажаме од придонесот на било кој свој
за да се откаже од придобивањето на било кој свој граѓанин. Така да тој и со хендикеп. Тој би бил со хендикеп, така да тоа е, иначе за тоа сум политички определена, кажав и зошто. Афинитети кон поголеми афинитети, значи зборувам во политиката, не само да се биде член на партија, собрание, градско собрание, парламентот. Не само таа партија, јас мислам дека треба сите партии тоа да го направат. За сите зборувам, значи дали лицата со хендикеп треба да бидат вклучени. Значи треба да ги има таму каде што се одлучува. Се вратам први на конвенцијата. Значи Македонија се обврзала дека ќе ги обезбеди и ќе овозможи граѓанските и политичките права на граѓаните со хендикеп. Значи секакви услови. И имаме едно мото кое што ние стално го зборуваме, лицава со хендикеп, граѓаниве со хендикеп, а кое што веќе и другите маргинализирани групи се повеќе го употребуваат, а тоа значи ништо за нас без нас. Тоа авторско право да се заштитиме. И кога станува збор за принципот ништо за нас без нас, како и за пристапноста, нема преговор. Прашањето на хендикепот мора да се најде на политичката агенда и да биде не 99-то прашање, туку да биде барем 9-то. Значи тоа мора. Па на тоа и мислев, некој од вас може би поревносно ќе се бори кога ќе биде таму во меѓу пратениците. Гледајќи ги, учејќи од другите движења наназад, без политичка пенетрација, граѓаните со хендикеп секогаш ќе останат на маргините. Да, но тука медиумите треба да подигнат свест малку да поработат на тоа прашање. Медиумите континуирано работат, меѓутоа некаде на друго место. Она јас што го имам приметено мене. Сакам да докажам, ако може, само дека политичката пенетрација е многу важна, бидејќи со пенетрирање на квалитетни луѓе со хендикеп на места кои што значат мојк, правите промена на јавната свест, идентификување, односно лицата со хендикеп да се идентификуваат дека имаат и своји лидери, што во моментот кај нас е многу на ниско ниво, и од друга страна имате поотвореност, односно општество кое што е спремно да ги прифати сите кои што се различни. Меѓутоа е клучот пенетрацијата. Не е потребно само лице со хендикеп да биде курир, да биде портиер, да биде книговезец. Ако вие немате еден министер, ако немате вие еден председател, па дури на едно собрание нека биде председател. Зошто да не? Нема да направите поинаку, поголема удар на промената на јавната свест. Само со такви некои работи се прават промена свест. Тоа е примерот, например, во Германија, бидејќи министерот за финансии Ево Количка, имате сега забрзано вклучување и луѓето со хендикеп сами се вклучуваат. Пошто се идентификуваат и викат ја можам. Така е, имаат веќе водач. Тоа го прават Англија. Србија веќе влезе, си има свој пратеник. Србите веќе континуирано имаат пратеници. Хрватите исто така, меѓутоа зборувам за луѓе кои што се на повисоки места, како што дел министерот за финансии, дел од Министерството за труд и социјала, дури во Америка им е тој за образование, им е со хендикеп. Глонем. Поранешниот градоначалник на Лондон. За Лондон исто така. Значи, Канада, Австралија, значи Норвешка веќе вклучуваат, меѓутоа вклучуваат на клучни места, каде што ќе можат да се видат. И тогаш многу работи кои што во почетокот ги спомнавме за пристапноста, нема повеќе да ги зборуваме, затоа што ако председателот на собрание во Количка треба да отвори некаков настан некаде, преку ноќ ќе стане нештото пристапно, достапно и се што треба. Тука треба подигање на јавната свест и преку медиумите. Нас многу често порано ни се случуваше, ако требаше некоја тема за лицата со хендикеп, ајде сабота ќе биде кога понема некој нели кога нема политички настани, за да се потполни, за да се потполни програмата. Најодговорно тврдам дека медиумите секогаш го покривале. Сега малку е подобро, порано мислам било од секогаш, значи јас се работам повеќе од 20 години оваа проблематика и секогаш
барем Да, од да, медиумот го јас покрива. каде што сум работела било покривано. Добро, и сега и со Фејсбукот, со интернет, некако Социјалните мрежи социјалните го мрежи е прават малку своето. така поподигнато нивото. И на крајот, не знам дали воопшто има потреба од прашањето, меѓутоа ќе ми одговорите дали Македонија е подготвена да ги прифати лицата со хендикеп. Мислам дека за тоа ќе треба уште малку да поработиме, бидејќи имавме неколку можности кај што можеше забрзано да ги завршиме работите. Ги пропуштивме тие 3 воза. И сега ќе треба да одиме пешки. Пешки значи да ни бидат малку на сите крвави петите. И секако малку ќе треба поголем ангажман, односно поголемо активирање на самите лица со хендикеп. А тука ќе биде пак главен актер државата, која што ќе мора да ги обврзи да работат, да станат независни. Тука се секако и ние како организации, меѓутоа тука државата ќе мора да изигра главната улога и да биде регулаторот, бидејќи без соодветно образование и достоинствено нема да можеме понатаму да одиме и нема да бидеме спремни да се прифатиме едни со други. Ние се уште се гледаме многу различно, едни кои што го задоволуваат општествениот стандард и други кои што не го задоволуваат општествениот стандард. И ова прашање стално велам бара систем. Ако немате соодветен систем, сите најубави мерки нека бидат. Најубаво, на крајот на денот ќе ни завршат Во вода. за жал во вода, а тоа е повторно за несреќа или за жал на граѓаните со хендикеп, ќе поминат генерации. Мора државата да создава лидери, мора да покаже дека ги прифаќа различните и дека кои што имаат секако квалитет да понудат нешто. И ние има голем број на експерти, аналитичари, професори, дефектолози и така натаму. Не, главните експерти се лицата со хендикеп. Тоа мора да се прифати. Дека ќе мора да имате шеф со хендикеп. Било тоа да ви се допаѓа некому или не му се допаѓа. Добро, пак ќе речам, пак си зависи индивидуално и од лицата со хендикеп. Мора, што рече Мора Елена, да се мора да ги образуваат. Без да се образование и доколку истите не Пример, бидат, јас кога проблем. се повредив средно, додека учев, така да ме, вермиња, тогаш кога ги отпуштаа сите од работа, кој се надела дека еден ден ќе дојде, ќе имам шанса некогаш некаде да се вработам, па така да бев принудена и вонредно да учам, сега планирам и на факултет, да се дообразувам. Сакам да бидам конкурентна, значи знам дека ете можам, и знам и имам право и сум рамноправна со другите. Значи ако сме различни, вака, ја мислам, Убавината е онака, различност, треба да различност, сме еднакви, да. Борбата ќе биде тешка, ќе биде најмногу тешка. отпаѓа на ваш товар, на Ние стално им државата, кажуваме, а тука сме и ние медиумите кои што медиумите. на вистина Стално им треба да кажуваме на помогнеме. лицата со хендикеп, нема нас кој да ни ја Да. води оваа борба. Мораме сами. Мора сами да се изборите. Значи нема да дојде никој од надвор, нити Обама, нити Така. Меркел и да каже ајде овие да бидат на маса заедно со политичарите. Тоа никогаш нема да се случи. Или со бизнисмените. Ако вие сами не го истуркате и не го ископате патот, секако велам, мора тука државата да се вклучи, пошто пак таа се уврзала и рекла извинете, сите граѓани ќе бидат еднакви пред уставот, пред законите, а за нас е важна конвенцијата и затоа викаме по конвенција првин, па се останат. Добро, јас се надевам дека еден ден некој од вас ќе видам на некое лидерско место. Се надеваме дека ќе има нешто. Ви благодарам, Нарса. Благодарам и на вас. Благодарам.